Квинтесенција со Ацо Станковски. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, вие сите патриотски сили, сите вие граѓани на Македонија кои си ја сакате татковината како што секое живо суштество го сака своето дубленце во кое живее и се остварува, одмара и сонува, спие и ги прави сите оние работи кои животот ги наложува, би сакал да воспоставам едно мало резиме, поточно да инаугурирам 3 битни пункта во големата борба против глобализмот. Значи, покрај првите два кои се воспоставија на светско ниво, како што е Брекзитот, со кој Велика Британија излезе од Европската унија и се спаси од бродот кој тоне, а потоа Трампвин, победата на сите оние сили кои се антинеолибералистички, олигархиски, кои сакаат повторно, човекот, обичниот човек да го земат во заштита и да му го направат животот подобар. Исто така овде во Македонија се случува нешто многу значајно, а тоа е феноменот на МакПат. МакПат е македонски пат. Знаете што е тоа пат во шаховската игра? Тоа е кога кралот на противникот е доведен во една таква позиција што не можете да го матирате, значи што избрал една совршена стратешка позиција, а оној негов опонент кој сака да победи, нема веќе потеси, ако има огромна материјална предност, но не може да извојува победата. Па така шахистите или шаховските стручњаци знаат дека позицијата на пат не е само реми, туку е нешто повеќе од тоа. Како еден вид би рекол дека е тоа морална победа, затоа што тој што све изгубил и што е пред мат, едноставно успеал да ја анулира материјалната и стратегиската предност на противникот и да издействува некоја позиција која не оди ни лево ни десно. Оваа пат позиција што македонскиот народ ја издействува во ситуацијата, а која беше предвидена да го утепа, да го убие и да го претвори во неоколонијален роб, е всушност исто така една голема придобивка за антиглобалистичката револуција која се случува во светот. И не случајно Македонија се појавува на тикерите и воопшто во вестите, во американските медиуми, пред се во оние медиуми кои се од конзервативна провиниенција, тоест блиски на администрацијата на Трамп, како што е Breitbart радиото или, например, Fox News или Heritage со своето објавување и писанија кои ја анализираат ситуацијата во Македонија и им ја представуваат на американските граѓани. Таа е представена во позитивно светло во смисол на борба на македонскиот народ против сите овие неолибералистички структури и сите оние шпиунски структури, како и оние, да ги наречеме, тајно јавни играчи на светската сцена, како што е Џорџ Сорос, кои имаат одредени помалце луди концепции за создавање некакви општества без корен, без визија и без покритие, без морално покритие, би рекол. Во секој случај, оваа револуција и како е потребна на Македонија. Ова е спасоносна револуција и ова е, можеби, првата антиглобалистичка револуција која се случува во овој дел од светот. Затоа Македонија, иако мала, таа е многу значајна држава затоа што ги рефлектира големите светски промени како еден вид на невралгична точка, што би рекле старите латини катена мунди или копчата на светот. Што значи дека Македонија е еден чудесен геополитички радар кој ги насетува нештата и брзо реагира. Во тој контекст би изразил голема восхит за граѓаните и граѓанките на Македонија, за оние кои ја чувствуваат политиката, состојбите во светот, а пред се моралот и правичноста. Сега тие луѓе се собираат и го кажуваат своето не.
Планерите на овој конспиративен потфат мислеа дека македонскиот народ е глуп, туп и неспособен за далje школување, што би рекле србите. Но испадна дека всушност нема везе со тоа. Дека тоа е еден кроток народ, толерантен, но кога се загрозени неговите круцијални интереси, тој покажува дека е многу едуциран на политички план, дека ги разбира состојбите, дека има осет за психологија и дека реагира, иако навидум во последен момент, но всушност во вистинскиот момент. Драги слушатели, јас ве поздравувам во овој момент, ви посакувам све најубаво, ви посакувам многу успех во борбата за унитарна, независна, суверена Македонија, Македонија, држава на македонските граѓани, каде што секоја етничка заедница има свое достоинство и простор за културно издигнување и развој и за една позитивна интеракција и, ако сакате, љубов меѓу сите тие заедници, зашто ние не сме алиенирани, ние сме сите испомешани во еден прекрасен и совршен соживот од кој можат да учат многу и далеку технолошки понапредни и цивилизирани држави од Македонија. А сега јас ве поздравувам, драги слушатели. Ова беше Квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 6 март 2017 лето Божје. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.